Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со останатите содржини. Денеска во денешното издание на Вестите на ВИС имаме гостин во студиото, а мој денешен гостин во студиото е Маријана Тошева од Црвениот крст. Маријана, добре дојде во Вестите и овој пат, како и многу пати досега, со новитет кој што секако ќе ги заинтригираме граѓаните. Да, благодарам на поканата. Денеска би сакала со вас да споделам едно наше искуство кое што понатаму го разработуваме, посебно во делот дека ние како сертифициран обучен центар за персонални асистенти и сервис провайдери, значи сме дел од проектот за згрижување на лицата кој што со процесот на десоциализација излегуваат од Заводот Банско. Еве вчера имавме прилика да го наблюдуваме тој процес. Наши 5 персонални асистенти во моментот ќе ги даваат своите услуги таму. Меѓутоа, јасно ја видовме потребата од обуки на нови персонални асистенти заради се поголемиот интерес на телесни инвалиди кои ще се јавуваат за користење на таквата услуга. Ова нека биде еден отворен повик до сите оние лица кои што сакаат да се вклучат во таквите обуки, да го изразат својот интерес, посебно во просториите на општинската организација на Црвениот крст во Струмица, за да можат да ги следат, значи, таквите обуки и да станат сертифицирани и обучени лица за давање на персонална асистенција. Персоналната асистенција, иако граѓаните имаа можност преку нашите прилози и вашето гостување во Вестите, персоналните асистенти со каков спектар на ангажман имаат и имаме ли некакви ограничувања кога станува збор за персонални асистенти? Пол, возраст и така натаму? Субвенционираните обуки преку Агенцијата за вработување, значи ги следат сите, ги офаќаат лицата кои што може да бидат корисници на таквите субвенционирани обуки. Меѓутоа ние пионерски почнавме некако уште во првиот циклус, значи вклучивме и сами лица кои што не може да ги користат таквите субвенционирани обуки. Меѓутоа имаат желба, страст, потреба ете тоа да го работат на еден хуман начин и да стекнуваат дополнителни парични средства и така ги обучивме, ги даваат услугите. Персоналната асистенција офаќа, значи, асистенција за поголема инклузија, помош при комуникација со институциите, организациите, се она што треба да биде улеснување нивниот процес на живење, функционирање во општеството и да се дава околу 4 часа дневно, најмногу 80 часа месечно. Ограничување досега преку субвенционираните обуки е тоа дека лицата треба да бидат активни баратели на работа и да имаат најмалце средно образование. Меѓутоа ние видовме дека најчесто ни се јавуваат и лица кои што го немаат потребното средно образование, меѓутоа сакаат и се способни тоа да го работат. И таквите лица исто ги вклучуваме во самите обуки. Така, вие сте и најблиску и до персоналните асистенти, но меѓутоа и до корисниците на нивните услуги. Какви се резултатите? Имате ли веќе некакви резултати со кои што можете да се пофалите дека навистина овој процес на персонални асистенти значи многу? Јас би ве поканала овде да направиме еден заеднички прилог баш за тоа да се види колку е убава самата комуникација помеѓу персоналните асистенти кои што на таков начин се стекнаа со нови искуства, меѓутоа и пријателства, меѓутоа и дружбите кои што ги имаат и заедно со корисниците. Еве, како една можност што произлезе од таквите обуки и давање на услуга пред се, значи сите тие да се дружат, да излегуваат некаде заедно, да прават нешто заедно, да размислуваат што следно би можеле, кои препреки заедно би ги пребродиле за да биде полесен нивниот живот или нивното функционирање, а исто така ние и честопати можеме да го видиме и оној позитивен развој кој што се случува кај корисниците, затоа што на таков начин тие, значи, имаат и плюс пријател, стекнуваат и други познанства, имаат можност, значи, поредовно да бидат активно вклучени во општествениот живот, да присуствуваат заедно на повеќе настани. Така. Покрај персоналните асистенти спомнувате и некакви негователи. Да. Негователи, што всушност ќе значат негователите и која ќе биде нивната задача? Ние во меѓувреме, значи, сертифициравме и програма за обука на негователи на стари изнемоштени лица. Значи, категоријата стари многу е јасно дефинирана, изнемоштени, значи, може да бидат сите лица кои што претрпеле некоја травма во моментот, значи,
се обременени со некоја потешка болест, нели во таква една ситуација може да биде секој од нас, не мора да чекаме да влеземе во некоја повозрастна категорија. И овде, например, исто така сакаме да започнеме малце пред време да обучиме лица кои што би ги давале таквите услуги пред се, затоа што самиот процес на десоциализација на Бања Банско ќе го наметне и потребата и прашањето за нивен ангажман, затоа што не само овие корисници кои што излегува во оваа група, до 2020 треба најголемиот дел од корисниците на Бања Банско да го напуштат, значи колективното живење и да се вклучат во активно живење во мали групни домови, така да еве ова нека биде поттик до сите оние лица кои што имаат повеќе слободно време или немаат доволен извор на приходи, да се вклучат во обуките, да добијат, значи, сертифициран облик на образование за давање на таквата услуга, меѓутоа со обврска, значи, да бидат ангажирани да ги даваат услугите на територијата на општина Струмица и тие три општини кои што ние ги офаќаме како општинска организација. Меѓутоа овде го оставаме и повикот кој што на мене исто не ми е најомилен, дека ваквите наши сертификати имаат важност во сите 127 земји во светот кај што функционира Црвениот крст и Црвената полумесечина, и како такви доколку сакат и самите да си го платат, значи, сертификатот не е оставено, значи изворите на средства да ги обезбеди Агенцијата за вработување или Црвениот крст преку донатори, ако сакат, например, да го изразат својот интерес, за исто така да го стекнат сертификатот, за полесно се снајдат во наоѓањето на работа кога би се иселили, например, во странство. Така, има ли Струмица капацитет да обезбеди толку голем број на негователи и персонални асистенти, кога веќе ни доаѓа, се наближува моментот кога Бања Банско треба целосно да стави клуч на врата? Тоа е малце една критична точка. Гледаме дека некако неподготвени влеговме во тоа. Ние барам сега, еве, одговорност да ја свртиме према Црвениот крст. Некако се потправме на персоналните асистенти кои што ги користевме. Мислевме дека ќе ги насочиме само према корисниците, меѓутоа голем беше интересот и на други лица, затоа што ги офаќаат, значи, категориите сите кои што ја користат услугата или се регистрирани за користење на социјалната помош како мобилност или нега од трето лице и слепите лица. Така да ова е сепак една голема група на луѓе кои што кога ги видеа ефектите од првичната група која што функционираше, значи секојдневно се јавуваат со потреба да ангажираат персонален асистент за да биде со нив. И така да мислам дека ако малце подобро сите заедно и медиумски го покриеме тоа и во сработка, јас комуницирам веќе со самите општини, да видат и преку местните заедници, заедно со советите, значи дали има лица кои што бараат работа или се зависни од тоа, не поседуваат никакви квалификации за да работат нешто, така да мислам дека во моментот некој бројка од најпотребни 20 персонални асистенти или најмалце 20 негователки, во овој момент доколку се обучени би можеле да ги ангажираме на работа, затоа што сакаме и сами да конкурираме на услугите кои што би требало да влезат преку општина Струмица за нега и грижа на такви лица во домашни услови, така да еве ние сме отворени да ги примислите нив на разговор, се разбира. Меѓутоа мислам дека голем дел од лицата не се ни информирани дека можат да влезат во такви обуки. Најчесто еве камено сопнуваме, рековме, значи оние активни мерки за вработување кои што не можат да ги офатат сите. Так. Само еден дел, и тука голем дел од тие лица изгубиле можност. Имат незатворена фирма, регистрирани се како земјоделци, знаеме колку се живее од земјоделието. Корисници се на некоја ниска семејна пензија, најчесто се сами. И така да еве ги охрабруваме сите нив доколку сакаат, значи дека тоа е една хумана работа кај што пак немат работат сами, него ќе работат заедно, а посебно во групните домови, ама ќе имат можноста сепак, значи и оврската, јас така симпатично го наметнувам, да се здружат со сите тие негователки, персонални асистенти кои што ќе бидат ангажирани преку нас, со нивните корисници, така да имаат малце побогат социјален живот, него тоа да бидат сами. Тоша, јас ти благодарам. Се надам дека ќе реализирате сите обуки, ќе ги реализирате, ќе излезат од Струмица персонални асистенти кои што ќе им го подобрат живењето и секојдневието на лицата со посебни потреби. Благодарам на поканата. Исто јас се надам дека ќе гледаме, ќе ги следиме сите ваши чекори.